si bilo еднаш, приказни исказни, si bilo еднаш, bajki i basni, si bilo еднаш, za deca i возрастни. Си бил еден кројач и имал 3 сина и една коза. Кројачот сакал да види дали неговите синови се вредни и дали се честни. Па еден ден го пратил најстариот син да ја однесе козата на пасење. Цел ден момчето ја пасело козата, а кога се стемнило, ја прашал дали е сита. Таа му рекла: ме, сита сум, сита, дома ми се ита. Момчето ја однело козата во шталата. Дошол кројачот, а таа му се пожалила: гладна сум, гладна, ни треба видов, ни вода ладна. Кројачот помислил дека најстариот син е мрзлив, па се налутил и го избркал од дома. Оди по светот и научи нешто да работиш. За мрзливи нема место во куќава, рекол таткото. Утредента средниот син ја однел козата на пасење. Ја пасел козата цел ден, се додека таа не рекла: сита сум, сита, дома ми се ита. Вечерта козата пак му се пожалила на кројачот и тој го избркал и средниот син со истите зборови: таков мрзлив нема да те чувам дома. Следниот ден најмалиот син ја пасел козата и ја доживеал судбината на своите браќа. Таа коза била вистинска лашка. Да, била. Но кројачот тоа не го знаел. Четвртиот ден лично кројачот ја однел козата на пасење. Таа пасела, се додека не ја заболел стомакот од јадење. Штом се стемнило, без некој да ја праша нешто, козата рекла: гладна сум, гладна, ни треба видов, ни вода ладна. Тогаш кројачот сватил дека козата цело време го лажела и без размислување ја избркал од дома. Убаво направил. И што се случило потоа? Вредните синови отишле низ светот да бараат работа. Најстариот син работел како столар. Кога го научил занаетот, добил подарок од мајсторот дрвена маса. Волшебна дрвена маса. Кога момчето ке речело: масо, постави се, на масата се појавувале најразлични јадења. Момчето се заблагодарило, ја зело масата и тргнало кон својот дом. Многу сакало да го израдува својот татко. Кога се изморило одејки, момчето решило да преноќи во една мејана. Мејанџијата не бил чесен човек. Ноќта крадешку. Ја заменил волшебната маса со обична маса. Дома момчето се пофалило дека има волшебна маса. Викнале и гости, но кога рекло: масо, постави се, ништо не се случило. А другите двајца синови, каде биле? Што правеле? Средниот син учел занает кај некој воденичар, кој бил многу задоволен од момчето, па еден ден му подарил волшебно магаре.
кога ќе го повлечел за уши и ќе речел: "Магаре, дај", од устата на магарето на сите страни летале златници. Момчето го зело магарето и тргнало на кај дома, но во истата меана, истиот меанџија му го заменил волшебното магаре со обично магаре. Така и средниот брат се зачудил кога дома чудото не се случило. Магарето не давало златници, само рикало. Меанџијата бил меанџија или кратец? Бил меанџија кој дрско и безобразно краде. Ај сега кажи ми за третиот син. И тој ли бил вреден и умен? Третиот, најмалиот син, учел да прави вреќи и научил, па еден ден, како награда, добил вреќа во која имало голем стап. Кога ќе речел "удри", стапот излегувал од вреќата и ги тепал сите околу него. Момчето тргнало на кај дома и преноќило во истата меана. Точно! Лошиот меанџија сакал да ја замени волшебната вреќа со обична. Но, во тој момент, најмалиот син викнал "удри". Стапот излетал од вреќата и почнал да го удира меанџијата по грбот. Овкајки, почнал да го моли момчето: "Спаси ме од стапот, врати го во вреќата, а јас ке ти ги вратам волшебната маса и волшебното магаре, те молам." Така и било. Момчето се вратило дома. Таткото многу се израдувал, но не сакал да ги покани пријателите на гости. Се плашел дека пак ќе се посрамоти пред нив. Некако го убедиле, па куќата се наполнила со многу луѓе, љубопитни да видат што донеле од пат тројцата синови. Најстариот син рекол: "Масо, постави се", и масата се преполнила со најубави јадења. Потоа средниот син рекол: "Магаре, дај", и почнале да летаат златници. Само најмалиот син не рекол ништо. Гостите биле толку среќни и задоволни, што немало потреба да побара од стапот да удри. Стапот си останал во вреќата. Стариот кројач бил пресреќен што има вредни и умни синови. Сите четворица се живееле долго и среќно. Значи, ако си вреден, кога тогаш ќе добиеш награда. Така е. А за мрзливите награда нема. Запомни и раскажувај.